доаѓам кога тој не е дома. Може да се сети. Ама мислев дека веќе е вратен. Ко видов како излегува од дуќан. Може би застанал човекот муабе да си направи со некого. Не мораше толку да брзаш. Па тој секогаш кога излегува од дуќан, никогаш предручек не е дома. А што ќе му кажеш кога ќе те види, а? Не бери, Гајле, ке смислам нешто. Таку, седи да ти кажам сега. Седи. Не. Сега не е време за кажување. Ама сега сакам да ти кажам нешто кога сме веќе сами и кога веќе сум поранен. Сакам да ти кажам дека сум смислил нешто. Ако ти го кажам сега, уште утре ќе можеме да го направиме тоа што сум го смислил. Ајде, седи. Ајде. Да чујам. Сум решил, јас и ти, да му го земеме сето богатство што го има. Не е убаво тоа да го правиме. Па греота е. Греота? А не е греота вака што се мачиме јас и ти. Море, мислата ми отиде до таму дури да го тепам. Немој такви црни мисли в глава да носиш. Слушај ме добро. Сум решил јас со него да играм една игра. И го натерам да се обложи со мене дека ќе му најдам секоја работа што ќе ја сокрие. Кај год да ја сокрие, јас ќе му ја најдам. Ќе се обложувам во големи пари. И така полека ќе му земам се што има. Како? Ова досега го немав чуено. Те убаво си смислила, ма не знам како ќе го најдеш тоа што ќе го сокрие кога не ќе знаеш каде е. Па ти не си гледачка за да погодиш. Па јас не сум гледачка, ма ти ќе бидеш гледачката. Јас? Како? Така, ти ќе најдеш време и место да го прашаш кај е тоа што го сокрил, па после ќе ми кажеш мене и јас така ќе погодам. А? Како? Па, убаво си го смислил ова, ама не знам дали ќе можам да го лажам. Ај сега, толку време го лажеше, ќе можеш и сега. Тишина, еве го доаѓа чорбачијата. Тригола. О, пријателе, што вака си подранил, бе? Те видов, пријателе, оддалеку. Како излегуваш од дуќан, па си реков, право дома ќе дојдеш. Ама сум се прелагал. Сме се разбирале. Ти од озгора, јас од озгора. Таман решив да си појдам дома кога евете те. Не, кај ќе одиш, жанам, седи да испиеме по една. Тука ми е домакинката. Ајде, викнав, жено! Жено, моли, што си го оставила гостинот вака сам да седи? Прости, домакине, ама имав уште малку работа околу ручекот, па морав да ја завршам. Ама барем една ракија да се го ставила. Ме понуди, ама јас не сакав домачине, не сакав без тебе да се напијам. Па не е ред. Па така е, не е ред. Ајде ти испиеме заедно по една. Ајде де. Па како си ја, пријателе, како ти оди работата? Адно туку, кај тебе кажеш, што има ново по шаршијава? Ми ден како ден, се тркала, туркам некако ти кажам, пријателе, право. Така. Ајде, на здравје, ја ти кажам, пријателе. Јас каква е? Многу ми е мерак што така почесто наминуваш кај мене. Знаеш, ти млад и јас покрај тебе се подмладу, ама ли е така, бе, пријателе? И како кај тебе? Што има ново? Така, ваму, таму... Така, јас... Лево, десно, криво, право. Абе, пријателе, убаво е додека си млад, така, лево, десно, криво, право оди, ама старост иди и треба да ватиш некоја работа. Сум решил јас, пријателе, животот на лесно да го терам. Како? Така, лекичко. Што се вели, туку знаеш ти дека јас узнав за себе дека можам да погодувам кај кој ќе скрие некоја работа. Абе, пријателе, ти ко децата, не ми се верува мене таа. Еве, ако сакаш, може да се обложиме. Кај год да сокриеш нешто, јас ке го најдам. Ако не го најдам, јас ке ти го платам облогот. Ако го најдам, ти мене ќе ми го платиш. Абе, ќе ме мати смеа. Жено,
Ја да моли, ручекот готов ли е? А готов, еве сега да го ставам. Па не... Чек, не го стави, чекај ова работа да ја завршиме прво. Слушај, овој пријателот нешто тука, ќе ме засмееше. Вели дека можел да погодува кој ќе скриел нешто, тој да погоди каде и сакаше да се обложи на колку лири, рече пријател. На колку сакаш? Па и мене истото го ми рече, ама не му верувам. И јас не верувам. На колку лири да се обложи, ај кажи. Кажи ти. Ај на 1000 лири. Бидува. Добро. Бидува. На 1000 лири. Ајде, штом бидува, жено сечи. Се стави в мисла. Што ти требаше таа работа? Воопшто не сум се ставил во мисла. Немам зошто. Ѓаволот ни ора ни копа. Само на лошо мисли. Како не. И ова нема да го погоди каде е. Толку добро си го сокрил, што не можеш ни самиот после да го најдеш, а? Толку добро го сокрив, што воопшто не го сокрив. А што си сокрил? Сатот мори. Джеп си го ставив. Па, таму му е местото. Па баш затоа и не може да погоди. Слушај. Ова убаво си го смислил. Убаво. Јас ќе си придревам малку. Ако ме бара некој поважна работа, разбуди ме. Ако не е важна, немој да ме разбудуваш. Остави ме да си древам. Ако. Ајде, прилегни си малку. Абе, не требаше да излегуваш. Ма се плашев дека не си чул. Ајде, врати се назад. Ајде. Врати се. Еве го и кафето. Убаво, сполај ти Повели. домаќините. Шо мислиш? Ој, тешко дека ќе погоди, а? Што знам? Јас не верувам во таа работа. Кај може да погоди, па тој не е видовит. Вистина не може да погоди. Домаќине! Шарбаджи, дома ли си? Еве го, токму на време. Добро утро. Добро утро, Бујрум, седни појде. Па, како сте? Не, кафе си пиеме. Убаво. И ти ќе испиеш едно кафе, а? Сетне. Така. Како, а? Како? Те чешаат или дали, а? Па сега некого чешаат, па сега не знам, али мене, али тебе те чешаат. Ајде, кажи. Да не те чеша десниот джеп? А што во десниот джеп? Сатот, пријателе, сатот. Ајде, сакаш јас да го вадам или ти, а? Па, пријателе, алау нека ти е. Ајде ти, жено, оди и донеси му 1000 лири. Што сум рекол, не плукам. Што е твое си е, пријателе. Тука ти се токму 1000. Што сум рекол, реков и не порекнувам. Што плукам, не лижам. Сетне кавето. Добар ден, Чорбаджио. Добар ден, Чорбаджио. Еј. Што му е на човекот? Абе, баги време го гледам вака и од ден на ден се ми се чини се му е нешто полошо. Ни добар ден не рече, туку ме чркна со стапот. Да, те човекна по главата со тоа стапот и ни добар ден не рече. Го гледам вака, неспасен ми се стори. Да. А дуќанот убаво му работи. Ама знаеш што, ми се чини мене дека има нешто со пријателот негов. Абе, не еднаш сум го рекол. Човек со млада жена, млади пријатели не му требаат.
Ајде, не греши душа. Да имаше нешто, ќе се слушнеше. Не бива така се, не е убаво за човек. Се слушнеш? Па да си. Абе, не еднаш сум го прашал. Што? Де за ова, де за она, а тој ништо, ни збор. А треба да си каже човекот, треба. Па треба. Може некој ќе му помогне. Абе, човек со човек видува, не. Табијат, таков е, табијат. Тоа не е наше гајле. Тука е да си ги отвориме ние доќаните, зашто ни едно време стана. Арно, велиш, ајде дојди. Што еде? Веќе ни добар ден не кажуваш. Прости се, занесов нешто. Се замислив. Веќе се замислиш кога не знаеш до кога е доста. А што ти требаше таа работа? Дај, откажи се веќе. Како? Да се откажам сега? Да. Кога се ми зеде? А, не, штом се ватив јас на овој комарджилак, ќе ја терам до крај. Или се ќе загубам, или се ќе си вратам. Се договоривме сега да дојде. Уште ова ми е последното. Значи, ручекот да не го оставам, а? Не треба, не ми се јаде. Не сум гладен. Требаше сега веќе да стигне тука. Еве го. По мене тргнал. Добар ден. Како си, денеска чорбаджио? Ево ти, што ми фали? Аресум си, што ми е? Па, нели, сакаш да се обложиш со мене пак, не? Да, ма, знаеш на што сакам сега? Сега сакам да се. И на куќата, и на жената, и на дуќенот, и на се. Или се да си повратам, или се да ми земеш и готово. Како ќе речеш? Јас не сакам тука што се вели атерот да ти го кршам, нели? Па добро, пријателе. Тогаш ај ти ој си дома, а утре са бајле јас ќе те чекам да дојдеш да ми кажеш каде сум го сокрил и што. Така нека биде. Епа, ајде, до гледање до утре. Ајде, до гледање. Епа... Остај, не треба ни добро утро, ни како си, ни шо правиш. Каде е? Таму, во дворот, под змиското дрво, таму е. Епа готово. Пријателе, се е твое. Ама, да си земеш? Не земам ништо, не треба. И ови јадиште ќе ги оставам. Отиде човекот. Се мрднал думот. Што мака ќе беше ова? Некоја голема мака? Туку, ајде да видиме што му е. Чорбаджи! Еј, чорбаджи! Каде си, Кирисо? Кај сонцето, пријатели. Ти велам јас, штракнати.
Еве веќе 3 години кај одам по овие беспаѓe. Чевлите, парчиња ми се сторија како искубани страчки се веќе. Не знам али со нив ќе можам да стасам таму до кај сум тргнал. До сонцето ќе треба да стасам. И кај нејсе. Ќе одам ако треба и до крајот на светот, само да дојдам до сонцето и правдината да ја најдам. Јас сум, бабо. Повели, синко, повели да кажеш што сакаш. Голем и далечен пат си изминал, а? Бабо, јас тргнав на незнаен пат. Многу далеко тргнав. Сонцето да го барам. Сонцето велиш, а? Аха. Да знаеш дека си стигнал токму таму кај што треба. Сонцето овде живее. Син ми е. Мој бабо, сум имал късмет кога успеав да дојдам до сонцето. Јас мислев дека веќе не можам да дојдам. Изгубив надеж. Си имал късмет што си стигнал, синко, ама во неарно време си стигнал. Оти. Сега ќе си дојде. Ак вечерина е, гладно е многу, ако те намириса, те изеде во мигот. Бабо, што да правиме сега? Галиба, јас правдината не ќе можам да ја најдам. Тргнав правдина да барам, Не бери гајле на ова врата. Толку ретко некој подчукува, толку се израдував со некого муабет да си направам. Јас ке ти помогнам. Влези. Ја? Мајче! Каде? Еве сум, синко. Ти ли си, мори мајчо? Јас сум. Знаеш што? Ке ти поможам јас. Само бргу во она одеја. Има еден сандук. Да влезеш внатре, да се покриеш, да се затвориш еднубаво, да не мирисаш. Оти син ми ке се врати многу гладен, а кога е гладен, се може да изеде. Кој ќе се најаде, јас ке те викнам. Хајде, бргу, само што не дошол. Добро. Повели, синко. Мајко, цел ден сум работал, толку сум гладен. Повели. Јади си. Готово е. Мајко,
Оти вака се шеташ ти, нешто нејарнете да си, а? Јас не. Не сум нејарна, јади си ти. Побргу да се најадеш. Ајде. Мене овде... Јади си, јади си. Јади. Се најаде? Се најадов. Така. Абре, мене ми мириса тука на нешто туѓо, човечко нешто. Човечко место ми мириса. Да не има некој? Има. Не лути се. Има еден маченик, кутриот. Дошол, ама што пат утре пол само да дојде овде правдината да си ја бара. Правдината? Кај тебе дошол? Да го викнам? Викни го. Убаво се најаде? Убаво се најадов. Викни го, нека дојди ваму. Синко! Чојче! Излези, не плаши се. Дојди. Ајде, ела ваму, бре, човече. Еве го. Кажи ми ти што мака имаш. Па, мило сонце, ти високо си и се гледаш. Гледам. Дојдов да ми кажеш каде ми е мене грешката. Бре, човече, јас се гледам и се знам. Ама не бидува јас да те викнам и да ти кажам. Ели? Ама мило сонце, јас никако не можам да разберам како тој керата можеше се да погоди кај што ставам и што ставам. Како бре не знаеш, човече? Ами, жената ти му кажуваше. Разбираш? Како мило сонце, јас толку и верував, значи ме прелагала таа мене, тој ја прелагала и неа, тај тебе и сега ете ги заедно. Ете, си живеат на твојата дедовина и прадедовина. Си јарчат моите пари. Пријателе, мило сонце, сега мири, знаеш шо? Да се отепам, да ме нема. Оти, ти бадила си ги трошиш зраците да ме греиш мене таков шушумига. Немој така, синко, немој сине. Кажи му да не се отепува греота, па ништо лошо не направи. Слушај, Слушам, мило сонце. Јас ќе ти поможам. Ти ќе сториш вака. Добро. Ќе одиш и со тој керата ќе се обложиш. Ами што да се обложувам, мило сонце, јас немам ништо веќе. Ќе се обложиш во животот. Како да ме Не бре, ќе се обложиш, оти ќе му станеш роб. Јали тој тебе роб? Разбираш? А за тоа, за да ти поверува, јас ќе ти поможам, ќе ти дадам едно кесе со злато. Така ќе го прелажиш. Добро. Та ќе се фати на облогот. Добро, мило сонце, а во што да се обложам? Ќе се обложиш во тоа, оти утре јас ќе изгреам од кај што сум зашол. Не може, мило сонце, како тоа сонцето да изгрее од таму од кај што заоѓа, не бива таа. Ај сега гледај се ти твојата работа, јас ќе сега гледам мојата работа. Ама, ајде мајко, испрати го човекот и дај му едно кесе со злато. Се разбравме? Ајде. Ти благодарам, мило сонце, ти благодарам. Ајде, мајче, ајде, ти благодарам, мило сонце. Значи, си решил пак да се обложуваш, а? Да, пријателе. Во што, бе? Во што кога ништо немаш? Имам, пријателе. Ќе се обложам во себе. Ќе ти бидам роб
роб, дури сум жив, ќе ти бидам. Како бе? Аман, пријателе, не ти треба тој стран. Малку ти беше он овој до сега. Слушај што ќе ти кажа. Што? Пиши му го крајот и оди си. Хајде. Ај, остајте таа работа. Јас вас ве викнав сведоци да ми бидете. Бидувате сведоци, али не бидувате. Чекај бе, пријателе, бе, чекај бе, како така? А добро, во што сакаш да се обложиш? Чекај, пријателе. А? Ќе ти кажам во што. Како, бе? Ако ти е тоа малку, ќе ти дам и уште 1000 лири. Па... Шо ми е ваква работата, јас од ваков облог не откажувам. Тоа кажи ми сега, во што е облогот, а? Ние со тебе сега ќе се обложиме на сонцето. Како бе? Јас велам дека утре сонцето ќе огри кај што зајде овој ден. Ајде, ти навистина сакаш да станеш троп, а? Кај можеш тоа? А тоа не може? Јас не сакам да бидам сведок на луд човек. Јас исто ваква судбина не ти посакувам, така да знаеш. Полека бе, полека, знам шо правам јас. Вие само бидете сведоци и сечете. Еве, пријателе, дај ја раката и облогот да важи. Добро, пријателе, сега ни останува да го чекаме утрото и да видиме како ќе биде. Ајде, сечи, пријателе. Ајде ти. Ајде. Ете, се стори и тоа чудо пак. Чорбаџија, пак чорбаџија се стори. Еби, така треба. Така е, бе, пријателе, бе. Си направил некоја магија? Не, бе, не магија. Туку правдината излезе на видело, пријатели. А, така, чорбаџија. А, така и требит. Керата! Ајде, бре, до кога ќе ве чекам? Ајде, излегувајте. Нема ли да кажете нешто? Што ќе кажете? Ништо. Само едно да знаете, вие мене без ич ништо ме испративте. А јас вам еве по едно бовчиче ви давам, да ви се најде по патот. Ајде, нека ви е среќен патот. Ајде сега, пријатели, кај мене дома, по една ракија да мавнеме, а? Ајде, чорбаџи, да мавнеме по една. Ама ти друг пат отварај очи кога примаш куќи. Ова беше ептен големо школо. А, така. Па, така. За памет да ти види. Таква школија друг пат не ќе учам. Ајде. Ајде. Ајде.